8% покачување на пензиите и 78% покачување на платите во јавниот сектор. Во меѓувреме, првиот човек на владата, Димитар Ковачевски, прв ги потврдува информациите директно од маркетите дека се замрзнати цените на брашното, на јајцата, на макароните и уште неколку базични производи. Ова сето се случува во време кога Македонија раскрстува со прашањето за дали ќе го фати европскиот пат или не и се случува во време една година пред изборите. Дали се работи за успешен или неуспешен пиар и дали нешто научивме од претходните искуства? Спонтани пазарувања по маркети на премиерот Димитар Ковачевски и некои од министрите, со цел да покажат дека се грижат за потрошувачката кошничка на граѓаните. Порака граѓаните да се радуваат дека во Македонија се гради и работа има за сите од вице-премиерот Артан Груби. Фотографии, промотивни кампањи од министри и директори насекаде по социјалните мрежи. И се тоа за да се долови транспарентност во работењето на владата, во чиј мандат пак неретко излегуваат информативни надписи од доверливи медиуми за семејни релации при корпоративни сделки. Згора на тоа, оваа недела именуваните државни функционери добија плати повисоки за 78%. Тоа пак предизвика бура од реакции на социјалните мрежи, но и неколку помали протести. Според Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, промени во однос на владината транспарентност има, но тие не се доволни за да ја сопрат поделеноста меѓу граѓаните, кои поратаму се изложени на етикетирања кога не се согласуваат со активностите на нивните политички репрезенти. Ние последниве, од кога знаеме за себе во смисол независна и самостојна Македонија, се бориме со транспарентноста и односите со јавност и пропагандата, посебно во јавниот или владиниот сектор. И тука партиското и владиното, кога си на власт, многу често се мешаат, па некогаш излегуваат партиски, а не владени информации или соопштенија. Меѓутоа, мора да бидеме отворени и искрени и да кажеме дека има голема разлика од она што беше пред 5-6 години до она што е сега. Затоа што во времето кога Груевски владееше, така да кажам, и тоа ВМРО на власт, ние имавме сериозни манипулации, пропаганди, купување на медиуми, значи еден тип на буквално киднапирање на целиот медиумски систем со се традиционалните медиуми, креирање на паралелни медиуми, влијање на медиумите, влијање на сите национални телевизии и така натака. Плурализмот речиси го немаше. Состојбите се променати и нашите очекувања како медиумски професионалци, како луѓе кои што се занимаваат во јавната сфера, беа многу високи. Во смисол дека ќе се смени и ќе имаме квантни скокови. Имаме промени и тие промени може да се кажат дека се на подобро, но како што се ближат изборите, на некаков начин имаме, за жал, посебно она што нас не го кажуваат новинарите и медиумите, имаме некаков тип на имаме транспарентност, но не целосна и отворена транспарентност, посебно не за прашањата за кои што новинарите се заинтересирани. Еве да речеме за македонско-бугарскиот спор, за така нареченото француско, кој сега веќе е европско, европски предлог и така натака, веќе на некаков начин добиваш една нота дека си анти-ЕУ, што е тотална глупост и небулоза, и тоа мора да го кажеме. Меѓутоа, тоа има своји репрекусии во позицијата во јавниот живот, бидејќи кога имаме тролови, ботови, квази новинари, квази медиуми, квази порталчиња кои што прават кластери, кои што се кријат под демократските вредности, и кога тие те позиционираат во таква, ајде да речеме, група на анти-ЕУ, анти-НАТО и така натака, без да го почитуваат правото да имаш различно мислење, сите одиме кон иста цел, меѓутоа сите имаме различни мислења како треба да дојдеме до таа цел, тоа веќе создава повторно едно болно општество. А дека сме далеку од лекот за едно такво општество посочуваат и податоците од последниот извештај на Центарот за управување со промени. Штом јавноста најмногу се интересира за платите и трошоците на функционерите, како и други прашања од областа на финансиите, јасно е дека нема владина PR стратегија која лесно ќе ја покрие недовербата во институциите. Од Центарот за управување со промени велат, се уште има министерства кои не обслужуваат информации на своите веб страници, а зашто се задолжени со закон.
Она што излезе приоритетно е дека тие бараат најмногу податоци кои се однесуваат на вработените, значи бараат број на вработени, бараат колку се издатоци по однос на вработени, дури бараат и статистики, бидејќи ова се прашања кои се поставени и од стручна и од општа јавност, значи вклучувајќи и медиуми, и граѓански сектор, истражувачи и така натаму. Значи, структура на вработени, бараат колку се платите на вработените, на назначените лица и така натаму, но се бараат и оние суштински информации кои се однесуваат на распределба на средства. Бидејќи се работи за буџетски средства, многу често се бараат податоци за тоа колку се исплатени средства по однос на субвенции, по однос на различна парична помош од страна на институциите, податоци по однос на јавните набавки, бидејќи и таму се трошат буџетски средства, податоци по однос на трошоци, гледам за репрезентација. Исто така, нешто што пред да се објави на алатката електронска за трошењата од трезорските сметки, нели не беа толку јавно достапни информации и податоци секако за услуги кои ги даваат институциите, бидејќи се уште информациите за услугите не се многу јавно достапни и на структуриран начин за граѓаните. На граѓаните очигледно им требаат многу повеќе информации од она што проактивно се објавува. Она што сега го немаат граѓаните е немаат транспарентност во работењето на институциите, да може ние да следиме реално од она што е нивен мандат и она што се ветувања, да речеме, на институциите и на политичарите, колку тие оствариле или не оствариле. Значи, ние би сакале да видиме како работат институциите и кои резултати ги остваруваат за граѓаните. Дали реакциите од јавноста ќе допрат до функционерите останува да се види во блиска иднина. Оно што сигурно е нејасно е дали зголемувањата на платите се предвидени во буџетот на државата или ќе треба да се прави ребаланс во услови на финансиска криза. Господи Ивановска, ги слушнавте последните изјави Еве Бујар Османи, задоволен, дури и одушевен од поголемите плати на функционерите, иако се види дека тој процент не е всушност вистинскиот, но проблемот останува. Поголеми плати на функционерите, како вели Османи, заради тоа може да се намали корупцијата. Ја не би се согласила дека платата е причина за коруптивно однесување, затоа што сметам дека коруптивно се однесува оној што нема интегритет, а тоа е или го имаш или го немаш. Значи, тоа е нешто што поединецот си го носи со себе. Високата корупција не се прави за да се преживе од први до први. Напротив, тоа е еден вид кражба од многумина, од државните, од парите на граѓаните, за да се задоволат нечии фрустрации на малкумина. Така што не можам да се согласам со таквиот став, дотолку повеќе што секој функционер знае за колкава плата се нафаќа да ја врши таа функција. Ако не му одговара платата, не мора да ја врши ни функцијата. Тоа од една страна во врска со тој коментар. Во однос на процентот што кажавте, се согласувам дека во јавноста беше пласиран погрешен процент, што уште толку ја направи една уште полоша атмосфера. Она што недостасува, сметам дека е системско решение, донесување на системски закон за плати, во кој што сите ќе бидат опфатени, заради тоа што ваквите адхок решенија се само палиативни решенија, пример, сега ќе ги зголемиме минималната, сега просечната, сега на функционерите, сега овие за останале, тоа не е решение. Значи, на долг рок, таквите решенија се штетни воопшто за развојот и за атмосферата во државата и придонесуваат луѓето да не се чувствуваат сигурни во сопствената држава и се повеќе да ја напуштаат државата. Од тие причини сметам дека, и тоа постојано го кажувам, дека недостасува домакинско раководење со парите на граѓаните, во смисла укинување на сите видови привилегии на функционерите. Значи, тоа ми е број 1. Од аспект на, дали сакате, дали биле тие апанажи, дали биле службени возила, што најмногу се злоупотребуваат, дали биле патни трошоци, дали било користење на службени станови, така натаму. Значи, кога овие сите трошоци би се намалиле и би се придонело кон домакинско работење, ќе се придонесе да нема политички влијанија за врбување на одредени кадри да бидат директори, да се вработуваат и така натаму, туку ќе се отстапи простор на професионалците. Што значи?
професионалната работа ќе придонесе за реален раст и развој на институциите и на државата воопшто и на креирање еден систем кој што на сите би им одговарал. Добро, службените возила ги споменавте. Знаете како заврши опомената кон Бујар Османи, Артан Груби и Нуредини. Опомената од страна на Грковска. Што значат тие опомени? Тоа е навистина демагошко однесување. Па, јас би се согласила со тој став, дотолку повеќе што ние, например, дадовме иницијативи за одговорност, заради тоа што стануваше збор за злоупотреба на државен имот. И тоа во време на избори, што пак е строго пропишано и во изборниот законник, и во Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Уште повеќе пак што министерот за надворешни работи Бујар Османи за време на работа, значи во работно време, во штабот на својата партија одржуваше пресконференција за државничките работи негови, за кое што рече дека бил на пауза со службеното возило. Значи се едно карма каша и спомешаност, не се знае до каде е партиското, до каде е приватното, до каде е службеното. И тоа не остава добра слика и не дава сигурност кај граѓаните дека еве се знае кој како раководи со државните средства. Тоа не е во духот на доброто владење. Затоа ние дадовме иницијативи за одговорност, што требаше да биде разрешување. Нуредини се разреши, меѓутоа не по нашата иницијатива, туку поради реконструкција на владата. Но која е поентата на опомените? Функцијата на Грковска подразбира навистина само опомени, нема други механизми за казни. Зашто владата можеше да ги разреши? Нашата иницијатива беше во тој правец. Како што беше и за директорот на Агенција за млади спорт, значи иницијатива за одговорност, бидејќи се случиле злоупотреби со државните ресурси. Најмалку што може владата е да ги тргне тие луѓе од тие позиции за да не продолжат со злоупотреби на државните ресурси. А понатаму, да кажеме, за директорот на Агенција за млади спорт ние сме си дале кривична пријава. Тоа ќе се утврдува обвинителството. Меѓутоа, не разбирам како се уште нема реакција од страна на владата. Да. И ги споменавте оние силни агенции, комисии, регулаторни и така натаму, кои всушност имаат функционери кои не се бираат според мерит системот. Точно, тука се политичките влијанија и врбувања, лобирање за одреден човек да стане на некоја позиција, која што нуди одредени привилегии. Видете сега, колку често се случува промена на раководна структура на министри и така натаму. Сите тие што заминале имаат право на апанажи. Ние уште во првата година направивме една анализа на непродуктивни трошоци и укажавме на сите овие слабости и за апанажите, и за патните трошоци, и за кириите, за становите што ги користат, нели, кои што се од внатрешноста, исто така и за возилата. По таа анализа, предходниот кабинет на Николовски направи еден правилник за користење на службени возила. Меѓутоа, неколку пати прашувам и пак ќе прашам. Кој се грижи за спроведување на тој правилник? Ние од анализата што ја направивме, што собравме податоци, реални податоци од институциите, видовме дека нема процедури за користење на службените возила. Дека ризикот од користење на службеното возило за лични потреби е многу висок. И уште повеќе, ризикот за користење на службеното гориво за приватно возило е исто така многу висок. Што значи дека тука контролните механизми мора да се зајакнат ако се сака да функционира оваа држава. Со тие пари што ги потрошија на на овие работи, можеше да се направи некој објект каде што би се сместиле пратениците од внатрешноста, да не се плаќаат кири за секој месец и за оние пратеници кои што имаат станови во Скопје, значи такви случаи нели имаше, дали беа во претходниот состав, дали можеби сега има, не знам. Меѓутоа, тоа е фактичка состава и ние по однос на ова прашање се вртиме во круг. Во претходниот систем имаше државни службени станови и секој можеше да ги користи додека е на функција. Кога му завршува на функцијата мора станот да го отстапи. По некое време, од 99-2000-та, тука негдека во тој период, државата зема да ги продава тие на последните корисници, тоа е чиста корупција, значи купување на багателни цени на државни станови, остана без такви службени функционерски станови и сега повторно плаќа кирија на тие што дошле до внатрешноста. Значи немаме здрав систем кој што ќе застане државата на нозе. Тоа е проблем. Добро, немочна е антикорупцијска да влијае
некакво градење на таков систем. Па значи, нашата надлежност знаете каква е. Ние сме превентивен. Направивме анализа, ги покажавме сите податоци, дадовме препораки до институциите и што можеме повеќе од тоа. Значи, до тука е нашата можност. Сепак, за да се гради институционалниот интегритет и за да се зголеми довербата на граѓаните во институциите, мора власта да се погрижи тоа да го овозможи со домакинско работење и со намалување на сите видови непродуктивни трошоци. Затоа што, верувајте, кога тие трошоци ќе се намалат, ќе остане значителна сума на пари во буџетот и ќе има поголеми плати и за сите, и за вработени, и за функционери, и за сите. Меѓутоа, можеби функционерите им се замрзнати платите од 2008 година и се наоѓаат разни начини за да си го надоместат, да си ја надоместат таа празнина. Можеби и тоа. Предпоставка. Вие пишувавте еднакво и извештаи и реакции и критики за хонорарите во владата, за хонорарците всушност, каде што нема образложение што на вистина работат. Така е. Значи, ова е проблем многу стар. Јас можам да кажам дека уште од 2002 година сме пишувале наоди за договори за дело, за ангажирање на луѓе, значи тоа се вентили, повторно ќе кажам, за плаќање на партиски војници. И само се бира која форма? Па значи имаше договори за дело, па за трансформација, па тие што биле по договор сега може да се трансформираат, па тоа да било 1%, не знам колку посто. Значи само се бира некаков начин да се избегне фер конкуренција и јавен оглас за вработување, да се избегне мерит системот за вработување на кадрите и така да се овозможи на партиските кадри да функционираат. Не, тоа еве докај не носи. Значи еднаш за секогаш треба да сватат сите што се на позиција дека оваа земја може да се извади од оваа криза многу лесно, доколку се остави простор на професионалци кои се уште ги има во државава да бидеме среќни. А ако тоа се овозможи, ќе дојдат и другите што не напуштија, ќе дојдат тука. И тие со своето знаење уште повеќе ќе помогнат. Затоа што не бегаат луѓето ради ниски лични примања. Луѓето бегаат поради нефункционалноста на системот. Невладење на правото, културата на неказнивост. Неказнивоста на прво место. Кој е објаснувањето на власта кога ги имате сите овие извештаи и сите апели јавни? Па видите сега, објаснувањето е најдобро власта да си го каже. А од она што го гледам... Вам што ви одговараат? Па нас ништо не ни одговараат. Ние тоа го доставуваме таму и тоа е толку. Ни кажа во конкретниве случаи ни кажа дека толку за Наумче Мојсовски немаме објаснување, за Оливер Спасовски ни кажа дека не биле истражен орган за да утврдат дали тој го држал извештајот од надзорот на инспекторите на Центарот за регистрација или не. Тоа се одговорите. Да, се однесува на случајот за Беса Транс. За Беса Транс. Да. И последното прашање, всушност, кога споменуваме културата на неказнивост, случајот со Јана беше последниот. Но ако одиме поназад, тоа е Беса Транс, тоа е Ласкарци, тоа е горењето на автобусот со Беса Транс, на Тетовската болница, каде што беше кабелот, всушност, дека, нели, последната пресуда беше кабелот дека е виновен, навистина нема казнивост во државата. Нема вистинска казнивост, видите, и кабелот да е виновен, некој има одговорност за тоа. Затоа што требало да помине технички, дали поминал или не, предпоставувам сега. Значи, технички служби кои ќе утврдат како се поставени каблите, каде стојат, што стојат. Значи, не можеме ние да речеме дека нас објектите ни се криви, кога субјектите, односно луѓето, се тие кои што ги местат тие предмети, така? Значи, која е клучната одговорност? Ако сега, не дај Боже, се запали нешто у зграда во дека, во мојата институција, ја не сум во институцијата, клучната одговорност е моја. Без разлика дали сум била, дали не сум била, дали не знам што се случило, така? Затоа што системот на контроли бил несоодветно поставен и не се направила контрола на кабелот, пример. Така? Значи, мора да се идентификува одговорноста со тој што го поставил тоа, што тој го направил тоа. Автобусот, кој го регистрирал автобусот, кој му дал дозвола да вози, кој му дал да помине, кој му дал зелен картон. Значи има тука многу луѓе вклучени во процесот. Секој си има своја одговорност, секој си има свој начин, занает, зошто тоа го потпишал.
Кај нас изостанува некако тоа. Сите се повикуваат на некоја колективна одговорност и сите сме криви, никој не е крив. До кога? Не може така. И сама Грковска кажува дека потребна е индивидуална одговорност. Но освен кажувањата и Не, укажувањата... сега само што имавме конференција, го потенцираше тоа дека секој што греши има име и презиме и дека треба да се повика на одговорност. И мене ми се допаѓа таквиот став и наистина чекам да профункционира. Да. Добро, благодарам за овој разговор. Секако дека од она што можам да го посведочам како наблюдувач некако вклучен во тие случувања во повеќе детали, сепак може безбедно да се каже дека транспарентноста во врска со финансиските примања на функционерите, на министрите, избраните функционери е на високо ниво. Не можам да кажам дали е тоа највисоко ниво, меѓутоа секако е на високо ниво. Неодамна дојде до еден скандал, беше објавен на телевизија, кога двајца поранешни министри, едниот од нив министер за финансии, другиот за здравство, беа навлечени од новинарска група која што се од новинари кои се представија како представници на корејска компанија и за која двајцата министри на двајцата министри им беше понудена работа за таа компанија, при што двајцата министри, поранешни министри, побара плата од 10.000 фунти дневно. Тие бе се поранешни министри, но се уште се пратеници и како такви се изложија на голем ризик да бидат сменети, односно воопшто да не бидат избрани, односно кандидирани на следните избори заради она што се смета за неморална постапка. И тука повторно се разви дебатата околу тоа дали до кога и до колку, до кое ниво може постојните пратеници да имаат и втори работни обврски, односно и втора работа, второ вработување. Бидејќи тоа е постоечка пракса во Британија, еден пратеник да има и втора работа. Сега се води дебата околу тоа дали да им се забрани воопшто на пратениците да имаат второ вработување, меѓутоа тоа ќе најде веројатно на практични пречки со оглед на тоа што некој пратеник кој што во исто време и доктор или па учител, односно универзитетски професор, тешко е да му се забрани да ја врши и таа работна обврска. Сега не можам точно да посведочам за конкретните бројки на вработени во одделот за јавни комуникации, односно за односи со јавност. Можам само да кажам дека постои посебен оддел во не во владата, туку во државната администрација се вика владин сервис за комуникации. И тоа е посебен оддел кој е раководен од управен одбор и од извршни директори. Че функционира фактички како компанија. Цел тој оддел е одговорен за сите односи со јавноста, сите односи на владата со јавноста. Тоа се значи професионалци, односно се државна администрација, службеници на владата кои што работат како професионалци, како непристрасни професионалци кои што ги остваруваат потребите, односно ги задоволуваат потребите на владата кога станува збор за комуникации, за односи со јавноста. Финансирањето на тоа тело нормално оди преку даноците, како и секој оддел на државната власт. Платите, ако ви интересира, сега не можам да не сум 100% сигурен, меѓутоа платите во државната администрација не се високи секако. Колку што можев да видам на интернет, платите во тој сектор се нешто повисоки од државниот просек, 10% повисоки од државниот просек и се движат од најниската 18.000 до некаде највисоката нешто над 50.000 фунти годишно пред да се плати данокот.